НСДП, партијата на Петковски, која требаше да одлучи дали ќе остане во тогашната владина коалиција со партијата на Груевски или ќе оди во опозиција, се подели. Произлезе Подем, партија што ја формираше Живко Јанкуловски, кој беше член на владата на Груевски. Тогашниот портпарол на партијата во Битола, заради противењето да се остане со Груевски, ја загубил функцијата во локалната партија. Не добив никаква функција, не добив никаков благодет од тоа, за разлика од многу други луѓе кои што се на некој начин се офајде од сета таа работа. Кој ви го направи тоа? Па тогашното раководство на општинската организација на НСДП ради своите лични интереси, пред се предводени од моменталниот лидер на една политичка партија. На Подем, Живко Јанкуловски? Па генерално името да му го спомените? Не велам дека не сакам да го споменам името, но... Или пак името на партијата, велите на партија. Знаеме која произлезе од НСДП. Веќе кога сме отворени, ајде ке зборуваме и на таа тема. На последните локални избори партијата на Петковски не освои ниту едно советничко место за општинскиот совет. Имаат објаснување зошто. Господинот Јанкуловски беше председател на партијата, техничкиот секретар беше негов човек. Тие заедно ги зедоа списоците на членството на НСДП. Со тие материјали во кои што има адреси, телефони, контакти, степен на образование и се што би требало да има тие документи, редовно од самиот момент на формирањето на Подем се јавува на нашите членови. И на денот на изборите имале проблеми со партијата на Јанкуловски. Не принципиелно пред се, новиот политички субјект кој што тогаш настана, се уват на телефони на членови на НСДП и велат дека НСДП не постои повеќе и се преминува во Подем. Таа перверзија одеше до... немаше граници, едноставно. На изборачките места, луѓето кои што беа во Подем, чека луѓето кои што беа членови на НСДП, затоа што ние сите се знаевме кои сме, и повторно апелираа, сугерираа да не се гласа за нашата советничка листа, да се гласа за нивната советничка листа. Заради ова вели тој дека ги изгубиле изборите, односно не добиле ниту едно советничко место за сметка на едното што Подем го освои на последните локални избори. Но сега да имало локални избори, обратна ќе бидела ситуацијата.